Добро утро и за мојот прв гостин во студиото, Иван Другутов, координатор за партнерства и мрежување во мрежата на млади европски амбасадори. Иван, ајвар, обожаваш? Па обожавам, да, така што спремни Сега мисла сме. после прилогот уште повеќе, бидејќи заедно го искоментиравме. Убаво. Сега на нова тема со Иван, секако ајварот ние ќе го оставиме за тема во некој од следните наши изданија и зимниците, а сега колку се работуваат и се мрежуваат младите од регионот во време кога поврзувањето и заедничкото делување се клучни за развојот и еднината на младите, ќе поразговараме за можностите, предизвиците и успешните приказни од соработката меѓу младите во нашата околина. Иван, ајде првото прашање нека биде како би опишал моменталната соработка меѓу младите од земјите во регионот, дали има доволно иницијативи за вмрежување и колку сте задоволни од тоа како функционира? Добро утро, Ване. Во однос на првото прашање би кажал дека таа некоја соработка помеѓу младите од регионот на Западниот Балкан постои, меѓутоа е нешто на кое што постојано треба да се работи. Би започнал со тоа што би споменал дека за еден млад човек од Македонија најверојатно е полесно авионски да стигне за 1 час до Будимпешта, до Виена и така натаму, отколку да стигне пример до неговиот пријател кој што можеби се наоѓа во Сараево или во Подгорица, со кои градови ниту сме авионски поврзани, ниту пак пример патната инфраструктура дозволува да се стигне во некое пристојно време, иако на мапата можеби по километри нема да изгледа многу, во реалноста дури да патувате со сопствено возило, тоа трае доста долго, а доколку не поседувате сопствено возило, за жал, јавниот народен превоз сепак се уште не е на тоа ниво на кое што можеме да зборуваме дека треба да биде за основно да можеме да се видиме прво, да се посетиме физички едни со други, па да можеме и да соработуваме посуштински. Така. Кои се најголемите предизвици со кои се соочуваат младите кога се обидуваат да се поврзат преку национални граници? Покрај, да кажам, некогаш патната инфраструктура, верувам дека еден од начините односно еден од проблемите кои што го имаат при нивното поврзување и тоа што не секогаш доволно знаат едни за други. Имаат слушнато едни за други, знаат дека доколку зборуваме за земјите од Западниот Балкан, со повеќето од нив били дел од таа поранешна држава, меѓутоа многу повеќе слушнале отколку што реално се виделе или искусиле, поминале дел од времето во тие земји, па верувам дека еден од предизвиците и како тие некогаш негативни стереотипи кои што ги имаме едни за други или некои мисли или некои факти кои што ги добиваме од повозрастните генерации, како млади генерации можеме да ги надминеме, односно да видиме во живо и во реалноста дали на вистина се точни или не. Верувам дека покрај поврзувањето преку инфраструктурата ни фалат и уште повеќе проекти, уште повеќе иницијативи, бидејќи оно кое што преку мојата работа можам да го заклучам дека на вистина имаме многу повеќе сличности отколку што на прв поглед тоа изгледа. Има разлики, така. Да. Како младите европски амбасадори ги поддржуваат овие соработки, еве што конкретно се прави за да се поврзат младите од различните земји? Инфраструктура не можете да правите, меѓутоа сигурно има некои работи каде што може вие да бидете иницијатори за поголема соработка. Да, мрежата на млади европски амбасадори, која што е како комуникацијски проект директно поврзана од страна на Европската комисија, всушност служи за поврзување на регионот прво локално и регионално, пред тоа еден ден да биде поврзан всушност и во Европската унија. Секогаш ја давам споредбата во смисла ако живеете во колективно домување во една зграда, комшиите кои што се наоѓаат на вашиот спрат или околу вас се оние први со кои што всушност треба да се поврзете за да може таа зграда да функционира или за да може тоа колективно домување на вистина да биде колективно. Разбирлива е целта на младите луѓе да бидат дел од тоа европско семејство, меѓутоа сметам дека првото ниво на поврзување треба да биде токму со оние соседи, со оние соседни земји кои што се наоѓаат околу нас и тоа го правиме ние како мрежа. Преку најразлични активности овозможуваме младите од 6 држави на Западниот Балкан првенствено да се видат едни со други, да се чујат, да се запознаат и исто така ги поддржуваме на најразличен начин, финансиски, логистички и така натаму сите нивни проекти, сите нивни иницијативи кои што ги имаат за да можат подобро да се поврзат. Дали е тоа преку одбележување на некои меѓународни денови, дали е преку покривање на одредени тематски области каде што тие можат да работат на некое помирување помеѓу земјите, да покриваат некои теми како екологија, како човекови права и така натаму. Значи сето она што представува европска вредност ние овозможуваме пред тоа да биде поврзано на некое европско ниво, да го поврземе регионално и всушност да дадеме еден добар пример дека еве овој регион освен по некое проблематично минато може да биде препознан и по некоја
по некој поинаков наратив и по некоја поинаква сегашност. Доста меѓународни проекти и размена имаме и на ова наше подрачје. Имаме ли некои успешни примери кои што би ги издвоил на меѓусебна соработка на вмрежување во последниот период? Да, би ги издвоил, би споменал дека покрај тоа што ние како мрежа се обидуваме да ги поврземе младите преку нивно присуство во овој регион, всушност се обидуваме да ги поврземе преку присуство на заеднички настани на европско ниво. Можам да ги споделам некои од последните настани кои што ги имавме, а тоа беше всушност еден фотонатпревар кој што исто така имавме можност да го презентираме овде за гледачите на македонската телевизија, каде што всушност темата ни беше спорт и како спортот како вредност ги обединува младите. Тоа беше една патувачка изложба која што патуваше низ целиот регион на Западниот Балкан, каде што сите млади со своји аматерски фотографии можеа да се пријават на тој надпревар и сите оние 6 најдобри фотографии кои што беа избрани од стручното жири всушност завршија во некоја држава и некој град кој што географски не ни се толку далеку, во Љубљана во Словенија, кои што се всушност европски градови, дел од Европската унија, каде што ги повикавме сите овие млади кои што учествуваа, имаа можност да бидат дел од спортскиот фестивал таму и всушност на еден начин да го споделат нивното искуство, како оваа изложба која што траеше од месец април до месец август. На почетокот на септември ги поканивме во Љубљана, како овој период на 4-5 месеци соработка всушност ги поврза и успеа во тоа. Може Владичка слободно. Мене ми е полесно, јас само поставам прашања, повеќе треба да зборуваш. Дигитални технологии, социјални медиуми, живееме во едно ново време. Колку сето ова ви помага во вмрежувањето и во соработката меѓусебна, во креирањето на идеи, во инспирацијата? Генерално ни помага и верувам дека социјалните медиуми и технологијата кога се користат за добри цели секогаш се додадена вредност и секогаш се плюс. Меѓутоа она што ни стјавува како предизвик овде е да не останеме затворени во тој некој виртуален дигитален свет и да не ги фокусираме нашите активности исклучиво на некаков онлайн активизам, туку да се потсетиме дека навистина треба да бидеме присутни на социјалните медиуми, треба да бидеме во текст со сите нешта кои што се случуваат, меѓутоа исто така и да информираме јавноста за тоа кое ние го правиме. Тоа го правиме преку нашиот канал We Balkans, бидејќи мрежата е дел од еден поширок проект We Balkans, каде што редовно информираме на социјалните мрежи, Facebook, Instagram, на нашата веб страница. Меѓутоа, оно кое што ни е предизвик, со кое што се бориме, е всушност да се трудиме и во живо да имаме одредени активности, тоа го правиме, успеваме во тоа. Едноставно да испратиме порака дека да, битно е да се биде присутен во тој виртуелен свет, меѓутоа не само таму. Така што верувам дека како мрежа успеваме во тоа да бидеме присутни вака и во традиционалните медиуми, во телевизиските емисии, меѓутоа и во училиштата каде што се младите, во младинските центри, во невладините организации, младинските фестивали, значи сето она кое што всушност е од интерес за еден млад човек. А која е улогата на образовните институции и локалните власти во промовирањето на младинската соработка и вмрежувањето на младите? Верувам дека формалното образование навистина има важна улога во овој дел. Уште од времето кога јас бев дел од основното и средното образование, ние секогаш го имавме предметот граѓанско образование, каде што се трудеа да се актуализираат некои вакви теми, да се отворат теми како важноста од регионална соработка, важноста од помирување помеѓу различните народи, важноста од соживотот како во земјата, така и надвор, така што верувам дека формалното образование и образовните институции мора да го дадат својот дел овде. Меѓутоа, она кое што сметам дека ни е многу важно како организација, како луѓе кои што работат со млади, е да не заборавиме дека образованието, формалното образование ќе даде образование, меѓутоа многу ни е важен и оној дел на воспитание. Како млади кои што работат со останати млади, гледаме дека честопати тој сегмент малку се заборава, бидејќи станува збор за образование, меѓутоа исто така и за воспитание или воспитување, а тоа е некоја вредност која што верувам дека младите веќе треба да ја имаат на 15-18 години кога почнуваат да соработуваат со нас. Па така ви испратила ви една порака до сите оние кои што се вклучени во образовниот систем, да не ја забораваме таа компонента, бидејќи верувам дека не секогаш намерно, меѓутоа во реалноста гледаме дека за жал помалку внимание се посветува. Има ли некои специфични теми или области каде младите од регионот најмногу соработуваат?
Да, верувам дека европската интеграција, односно можноста да ги видат своите земји како дел од големото европско семејство е всушност една тема која што е секогаш актуелна за нив. И токму и тука имаме па еден друг предизвик кој што исто така се обидуваме да им кажеме дека локално, регионално, европско се нивоата, така што треба да почнеме прво секој во својата земја, потоа нашите земји помеѓу себе и на крај на европско ниво. Имам предизвик, односно ситуации каде што за луѓето се поинтересни некои тие европски случувања, некои европски теми, а не толку сакаат нели да соработуваат со земјите кои што се околу нив. Меѓутоа верувам дека како мрежа успеваме да ја промениме таа слика и да испратиме порака дека ете сме еден успешен комуникацијски проект и затоа би кажал дека покрај регионалната соработка, европската соработка, одбележувањето на некои европски денови, како што е Денот на Европа, пример учеството на некои големи европски настани, тоа се секогаш теми и области кои што се навистина интересни за нашите млади. Има овој регион доста историски и политички разлики. Колку младите можат да го надминат евентуалниот скептицизам или недоверба што произлегува поради овие причини? Нашето искуство покажува дека младите успешно се справуваат со сите оние стереотипи и стигми кои што доаѓаат дали од нивните родители, дали од генерално повозрастните генерации и верувам дека успеваат да испратат онаа порака дека, како што кажавме на почетокот, имаме многу повеќе сличности од колку разлики. Тие стереотипи се жива материја и се уште постојат, меѓутоа можам јас лично да сведочам на многу примери каде што се успешно надминати, каде што навистина луѓе, без разлика дали станува збор за млади од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија, Црна Гора, Македонија, всушност доаѓаат заедно на некој настан, се дружат како да се познавале цел живот, остануваат во контакт по завршувањето на конкретниот настан, продолжуваат да комуницираат, предлагаат некакви идни активности кои што ние можеме да ги организираме и да ги помагаме, така што можам да кажам дека конкретно кругот во кој што ние работиме, младите со кои што ние работиме се едни успешни примери на млади лица кои што успеале тие да ги надминат стереотипи кои што ете, дали ги имаме како млади генерации, дали ги имаме пренесено од некој друг, сепак верувам дека некако се трудиме да ги победиме. И за крај, која ќе биде твојата порака до младите кои се уште не се вклучени во овие мрежи и активности? Зошто е тоа важно за нив, посебно за во еден регион, не е само Македонија, тука и останатите земји, од каде што голем број од младите се заминуваат? Јас би кажал дека е многу важно од причина што во времето во кое што живееме, без разлика што многу пати сме критички настроени кон нашиот образовен систем, каков и да е тој, навистина не може никој пат целосно да ве подготви за сето она кое што ви е потребно за да можете да се вклучите на пазарот на трудот, за да можете да бидете една успешна младинска приказна. Верувам дека вклучувањето во вакви младински иницијативи и во сето она што представува неформално образование, всушност она додадена вредност за секој млад човек кој што ќе му овозможи подобри презентацијски вештини, подобри вештини за јавно говорење, подобри оние меки вештини кои што генерално ги кажуваат експертите. Че верувам дека вклучувањето во вакви проекти може да бидат само плюс за секој млад човек и ние на тоа сведочиме и секојдневно го потврдуваме преку луѓето со кои што соработуваме. Така што мојата порака би била да не го забораваат формалното образование, меѓутоа да не се подпираат само на него, бидејќи какво и да е најдоброто во скандинавските земји да се работи, сепак некои работи се учат и надвор од школските клупи. И за крај сосем накусо, како гледаш на иднината на регионалната соработка меѓу младите? Гледам како соработка која што треба да продолжи да функционира и да се надоградува, како нешто во кое што треба да бидат вклучени сите заинтересирани страни, вклучувајќи ги самите држави, нивните институции, меѓутоа и нашите проектите како нашиот, како We Balkans, како мрежата на млади европски амбасадори, која што е веќе 5 години успешно покажува дека регионалната соработка може да постои. Иван, благодарам за гостувањето во Македонија на Утро и за тоа што позборувавме за оваа доста важна тема за овој регион и за младите. Благодарам, Ване. Благодарам.